12 деца на возраст од 7 до 15 години од Тетово успешно ги завршија часовите по хрватски јазик и добија книшки како сертификати. По тој повод Македонско-хрватското друштво од Тетово организираше прослава во дворот на црквата Света Петка во село Варвара. На едно место ги собра учениците, членовите на друштвото и гостите од Македонско-хрватското здружение Спектрум од Хрватска, воедно и за да се одбележи едногодишнината од влегувањето на Хрватска во Европската унија. Целта е денеска за успешно завршениот курс по хрватски јазик, каде што децата веќе втора година го учествуваат во курсот по изучување хрватски јазик во Тетово. Колку деца изучуваат? Оваа година има 12 деца, од 7 години до 15. Плановите секако продолжуваат. Децата, пример, завршиле прв степен, втор, така ќе го совршуваат хрватскиот јазик заедно со професорот Ведран Искра. Се денеска е присутен, имаме гости од Хрватска, Здруженијето Спектрум. Им благодариме што денеска одвоија време, бидејќи они се гости во Скопје, ама денеска изнедовме сили можности да поканиме да присуствуваат на ова денешна наша манифестација и воедно да прославиме заедно една година од влегување во Европска унија на Хрватска. У Македонiji sam već drugu godinu i držim nastavu hrvatskog jezika za hrvatsku manjinu, za djecu. Во Македонија сум веќе втора година и ги држам часовите по хрватски јазик за хрватското малцинство, односно за децата на хрватските иселеници. Инаку Министерството за образование и спорт од Република Хрватска испраќа професор во секоја земја, каде што постои хрватско иселеништво. Македонија е една од 20 земји во кои Министерството испраќа учител. Хрватската настава се одвива во Скопје, Куманово, Битола и во Тетово. Целта на наставата е децата да останат во контакт со јазикот на своите предци, односно на своето потекло. Инаку во Македонија станува збор за мешани хрватско-македонски бракови. Целта е заживување на хрватскиот идентитет, но со постоење и негување на македонскиот идентитет и да се дојде до предностите. Познавање на два јазика, две култури и така натаму. Децата покажуваат интерес за изучување на хрватски јазик, особено е полесно со малите деца кои се повеќе мотивирани, додека со средношколците треба повеќе да се потрудиме околу мотивацијата. Вниманието не е посветено само на учењето во училница, туку и на воннаставните активности, како што се екскурзии, драмски групи, представи и така натаму. Сето тоа за часовите да бидат активни и децата на поинакви начини да го запознаат тоа што го учат во теорија. Ta nastava hrvatskog jezika bude aktivna i da djeca i kroz nekakve druge načine upoznaju to što na nastavi uče. Децата задоволни од завршениот курс по хрватски јазик очекуваат и до година да го продолжат изучувањето на овој јазик. Јас сум Неда Филиповска и веќе една година модам на курсот по хрватски јазик. Таму се запишав поради опсто затоа што секој јазик е богатство за еден човек. И освен денеска имавме и повеќе екскурзии на кои одевме. Јас сум Анастасија Ѓорѓевска и на курсот по хрватски се запишав пошто се знае дека секој јазик има некое богатство, иако е сличен со српскиот, ипак има нешто посебно од него. Дали беше тешко да се изучи? Па не беше многу тешко, ако се знае, ако се трудиме, не е ништо тешко. Јас се викам Лука Филиповски, сакав да одам на хрватски јазик дека ми е многу интересен. Колку време е? Една година. Добро. Ќе продолжиш понатаму? Да. Јас сум Марио Видачек, учам 2 години на хрватски јазик и сакам да продолжам. На денешниот собир присуствуваа и гостите од Здруженијето Спектрум од Загреб, кои беа задоволни од нивниот престој во Тетово. Тие ја искористија оваа пригода за да покажат дел од работата на нивните членови. Присутните имаа можност да ја погледнат изложбата на слики со мотиви од животот на Марија Јурич Загорка, прва новинарка на Балканот.
Udruga Spektrum je udruga koja promiče kulturu i kulturne vrijednosti između Makedonije i Hrvatske, pošto članovi... Združeniјето Спектрум е здружение кое ја промовира културата и културните вредности измеѓу Македонија и Хрватска, зашто незините членови се студенти на славистика, на Филозофскиот факултет во Загреб и на катедрата за македонски јазик. Здруженијето постои веќе 10 години. Соработката е многу интензивна, имаме многу добри програми. Еве веќе трета година работиме на денови на хрватската култура во Скопје и исто така организираме денови на македонската култура во Загреб. Здруженијето освен студенти кои живеат во Хрватска има и студенти кои доаѓаат да студираат во Загреб, така што имаме студенти од Русија и од Полска. Сите тие паралелно учат хрватски јазик и македонски јазик. Денес сме тука за прв пат и за прв пат се среќаваме со ова тетовско здружение. Ова што го видовме е многу убаво. И мислам дека тие ќе успеат да ја негуваат хрватската култура, особено во изучување на хрватскиот јазик кај малите деца. Хрватску културу, нарочито у изучавању језика код мале дјеце. Јас сум Малгожата Скрудлик, јас сум поljска студентица славистike. Trenutačno sam na razmjeni u Zagrebu, gdje sam se učlanila u udrugu Spektrum. Јас сум полска студентка по славистика, моментално сум на размена во Загреб, каде што се зачлени во Здруженијето Спектрум и денес имам чест да ја представам изложбата на слики, која ја направил во соработка со Станија Вигмаровиќ, моја пријателка од Русија. Направивме изложба со мотиви од животот на Марија Јурич Загорка, прва новинарка на Балканот. На сликите се прикажани најважните моменти од животот на Марија Јурич Загорка, кои почнуваат со незиното школување, низ незината работа во новинарството, се до белегот кој го оставила во Загреб. Таа е прва новинарка жена која работела во овој дел од Европа. Она je bila prva novinarka koja je zapravo žena koja je radila za novine u ovom dijelu Europe. Прославата продолжи со заеднички ручек, оро, песни и дружба се до попладневните часови. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Привремената хонорарна работа или фриленсинг се повеќе станува начин како да заработат за живот невработените, но и оние кои веќе работат, а сакаат да ги зголемат личните примања или семејниот буџет. Во Македонија има многу потенцијал, но и потреба поради високата невработеност да се избере ваквиот начин на екзистенција, посочуваат експертите во оваа област. Фриленс работата ги опфаќа следниве категории: развој на веб апликации, развој на софтверски апликации, интернет маркетинг, внесување податоци, административна поддршка, бизнис и правни услуги, дизајн и мултимедија и превод и пишување. Во Македонија има повеќе од 5000 фриленсери кои што се ангажирани на интернационалните фриленсинг платформи. Но тоа не значи дека само 5000 ќе останат. Тоа има потенцијал да биде скоро секој фриленсер, секој работно способен да биде и фриленсер. Фриленсерот не мора да биде невработен за да може да биде фриленсер, значи може да биде и вработен човек, а своето слободно работно време да го користи за дополнителна привремена работа, значи привремено да изработи некој проект на некој од фриленсинг платформите.
Платформата освен за фриленсерите е можност и компании од цел свет во Македонија да најдат некој кој ќе им изработи одреден проект. Онлайн веб платформа која што возможува поврзување на фриленсери или тоа се лица со одредени капацитети, знаења, вештини и од другата страна креатори на проекти кои што се во потрага на овие фриленсери за нивно привремено интелектуално ангажирање. Привремените проекти се можност за заработка, но уште повеќе истекнување искуство по кое може да се најде условно речено постојана работа. За младите е особена придобивка да започнат со фриленсерство, бидејќи можат да ги градат своите вештини од соодветните категории врз основа на работење на разни проекти за краток временски период и потоа кога ќе создадат портфолио со изработени проекти можат да бидат многу покомпетентни за вработување подоцна во некој од постоечките компании, дали во Македонија или во странство. Соединетите американски држави важат за земја каде најмногу можности за работа имаат македонските фриленсери. Превработеност во општините. Ова е првичниот заклучок од истражувањето на Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, објавен на онлайн магазинот Inbox 7. Од репрезентативен примерок од 10% од вкупниот број на општини во земјава, бројот на вработени е зголемен најмалку двојно за 10 години. Според истражувањето, општина Кривогаштан има најголем раст на бројот на вработени. Таа во 2005 година имала само 5 вработени, додека во 2014 има 21. Ова е зголемување за 4 пати. Градоначалникот на ова општина Тони Затковски вели дека вработувањата се направени од неговите претходници. Јас сум градоначалник 2 години, имаме само 2 вработувања, една секретарка и еден овластен сметководител. Од 70 места колку што е предвидено во систематизацијата за општина Кривогаштани, ние имаме вработено само 30%, вели градоначалникот на ова општина. Општината Кривогаштан има 6150 жители и според тврдењата на Затковски немаат проблеми при финансирањето на обврските што ги има неговата локална самоуправа. За експертите, вработувањата на луѓе во одделенијата за даноци и буџет е позитивна работа. Според професорката на правниот факултет од Скопје Александра Максимовска, чија потесна специјалност е фискалната децентрализација и локалните финансии, нема превработеност во финансиските одделенија, бидејќи таму луѓето се најпотребни. Општината има најмногу работа и најмногу заработува наплатувајќи даноци, но во останатите сектори може да има политички притисоци за вработување, смета Максимовска. Општина Карпош има 2 рекорди во делот на вработувањата во општинската администрација. Од ова скопска локална самоуправа баравме податоци за бројот на вработени од 2005 до 2014, но ни дадоа од 2009 до 2014. Според одговорите, во Карпош во 2009 година имало 123 вработени на неопределено време, кој број се одржува константен до 2011. Во 2012 и 2013 година, кога се подготовките и одржувањето на локалните избори, градоначалникот го дублира бројот на вработени на неопределено работно време. Решенија во тие 2 години дополнително се даваат на 104 нови работни места во општина Карпош. Тоа е првиот рекорд. Вториот рекорд е во 2015 година, кога општинската администрација во оваа скопска општина се намалува за 105 работни места. Ова е можеби најмасовното намалување на бројот на вработени во некоја општина во македонската историја. Според последните податоци за 2013 година во земјава има 11.524 јавни службеници, што е зголемување за 3.400 луѓе за само една година. Во 2014 година бројот на државни службеници во Македонија е зголемен за 900 лица и изнесува 16.212, додека бројот на јавните службеници за 2014 година се уште не е објавен. Во извештаите на Министерството за информатичко општество и администрација не е извршена поделба на службениците во локална власт и на државно ниво. Македонските општини немаат стандарди за вработување. Не се знае колку вработени треба да имаат одреден број на жители. Па така во експерименталниот број на општини се гледа дека еден вработен во општина Карпош обслужува само 161 жител. Во општина Брвеница еден вработен во општинската администрација обслужува 660 жители, додека во Арачиново
1100 жители. Доколку се пресметаат и трошоците за секој вработен, превработеноста ги чини обичните граѓани премногу. Така просечната бруто плата во Македонија исплатена во јануари изнесува 32.015 денари. Секој граѓанин во општината Карпош за услугите на општинската администрација треба да издвои по 200 денари или просечно семејство треба да издвои по 800 денари. Истите услуги на само 10 километри од Карпош во општина Рачиново ќе го чинат граѓанинот само 30 денари. Наместо за инвестиции, парите на граѓаните се трошат на нерационални вработувања. Во некои општини овој процент зафаќа епидемиски размери во буџетите на локалните самоуправи. Над 80% од буџетот одат за плати, надоместоци на плати и материјални трошоци за функционирање на општините. На 4-годишниот Михаел Јолевски од Кичевојтно му е потребна хирушка интервенција која треба да се изврши во Србија на 5 јуни. На Михаел му е диагностицирана вродена аномалија на уринарниот тракт, поради што бубрезите почнуваат да му откажуваат. До сега има поминато низ 5 хирушки интервенции, но за новата операција која чини 10.000 евра, семејството не е веќе во можност да ги обезбеди средствата. Се молат сите хумани граѓани да помогнат со донирање на символични 100 денари со вртење на телефонските броеви 070 143 117, 075 143 150 и 077 143 110. Парични средства може да се донираат и со уплата на жиро сметка 210-501 688 333 8.40 во НЛБ Тутунска банка. Да му помогнеме на семејството Јолевски да ги обезбеди што поскоро парите за операцијата која е итна и веќе закажана за 5 јуни, а на малиот Михаел да му помогнеме да го живее детството еднакво среќно и безгрижно како и своите врсници. Времето денес беше сончево и топло со умерена облачност. Утринските температури се движеа од 10 до 19, а дневните од 22 до 30 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува слично време, сончево и топло со умерена облачност. Попладне во јужните како и планинските делови ќе има локален краткотраен дожд и ретки грмежи. Утринските температури ќе се движат од 10 до 18, а дневните од 20 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 7.